Денеска сме во посета на објектот на градинката Распеана младост, објектот Виножито, кој се наоѓа во населбата Бардовци. Практично се работи за објект кој што е од поново изградените во општина Карпош и кој што има капацитет од 78 дечиња да смести. Оваа градинка, исто како и училиштето до неа, се реонска градинка за населбите Злокуќани и Бардовци, кои што немаа никакви сместувачки капацитети за предучилишна возраст до пред извесен период. Мене ме радува фактот што покрај тоа што е објектот енергетско ефикасен и што е објектот опремен со современи дидактички материјали и еколошки играчки направени од еколошки материјали, драго ми е што е направен со огромна поддршка на Европската унија преку Светска банка. Практично ова е она што значи ЕУ за Македонија и што значи ЕУ за сите нас. Тоа не е само флоскула, не е само парола, туку ЕУ значи конкретни инвестиции како оваа позади мене која што денеска ја посетуваме. Овој период, иако градинките не работат, ние како општина го искористивме за темелна дезинфекција на сите објекти на градинките, но и дополнително за прв пат дезинфекција на сите душеци и теписони со најсовремени технологии, кои што дополнително покрај од ковид вирусот ќе ги заштитат најмладите и персоналот кој што работи внатре и од оние несакани алергиски реакции или заболувања и воспаленија на дишните патишта кои што можат да произлезат од бактерии, прашина или вируси кои што се наоѓаат во душеците. Благодарност и за поддршката која што имаме во континуитет од Министерството за труд и социјална политика, затоа сме денеска тука и со заменик министерката Станела Шкриелј, како и со вице-премиерката Мила Царовска, и јас ги убедувам граѓаните дека и општина Карпош и владата во наредниот период ќе продолжиме уште поинтензивно да инвестираме заедно со нашите партнери од Европската унија во детската и социјалната заштита.